Титулата Вешта жена на Тетово за 2015 година на вчера одржаната манифестација ја понесе Даниела Димитриевска. Нејзината маса, на која беа представени ангелите најблиску до Бога, херувими, ги освои симпатиите на публиката, а жирито и го даде признанието за најубаво декориран десерт. За Димитриевска ова е трето учество, а втора титула Вешта жена на Тетово. Во 2012 година беше и Вешта жена на Македонија. Од до година таа ќе учествува во жири комисијата. Ова година ми е трета година поред, така да ми е завршна. Учествував со маса број 1. Херувими ми беше назначена. Тоа се духовни ангели кои што се најблиску до Бога. Така да и на благото и на главното јадење ми беа представени ликовите. Кој е чувството? Чувството е прекрасно. Посебно и дека ми е трета година. Значи, секоја година за себе си беше свој предизвик да се докажам во се подобро светло. Така да, мислам дека сум и јас задоволна, мислам дека и публиката и жирито задоволни. Има ли малку трема сега на републичката? Во однос на тоа дека и првата година бев прва на општинскиот и прва на републичката манифестација, лани бев прво од публиката, а годинава исто прво место од публиката, така да више со искуство ќе го представувам Тетово во мај на републичката манифестација на Вешта жена. И вчерашното издание на општинскиот надпревар Вешта жена за Тетово беше мелем за сите сетила. Освен надпреварувачки дух, забава и дружење понуди и уметничко уживање на публиката. Масите беа безпрекорно сервирани и пленеа со сета своја убавина и креативност. Ајфелова кула, Дизниленд, круна на Хурем Султан, Божји ангели, одмор во третата доба беа само дел од мотивите на надпреварувачките маси. Масата број 2 на Сребра Стојковска беше прогласена за маса која оставила најубав општ впечаток. Признанието за најубаво декорирано главно јадење го доби Драгица Василевска со маса број 3. За најубаво аранжирање на салфета беше прогласена масата број 4 на Медија Хамдија. Признание за најубав вкус на главното јадење добија Митана Петровска и Вахида Синани. Но манифестацијата Вешта жена има поширок концепт од надпревар во подготовка и сервирање на главно јадење и десерт. Таа е манифестација која за публиката овозможува пред се споделување на искуства и стекнување нови знаења и вештини, забава и дружење на сите припаднички на понежниот пол, без разлика на возраста, националноста или професијата. Сепак надпреварувачките оваа година беа доволно спремни, затоа што во Тетово секогаш се најдобри, прво ради традицијата, а друго поддршката на самите надпреварувачки кои завршиле со надпревари. Тие остануваат и понатака во Вешта жена и своите знаења ги принесуваат на помладите. Значи, веќе генерацијата која доаѓа полека ја менуваме, значи идеме со помлади да го постигнеме тоа. Во однос на техниките кои нови се користат, значи победничката Данче докажа дека рачната изработка е многу поквалитетна него она што и затоа се трудиме да биде така. Свечените маси се пример за гостите, како понатака сега доаѓаат празниците, како да се подготват и мислам дека не може да направиме некоја посебна разлика. Веќе се влезени во еден систем на надпреварување кое го заслужуваат не само како надпреварувачки, него како домакинки. Во периодот кога влегуваат во брачните води, сметајќи дека завршиле сите нивни активности, со ова ние ги враќаме назад, дека конкуренцијата едни со други сепак заслужува внимание, иако немаме разлики меѓу надпреварувачките, сите се еднакви, сите еднакво се наградуваат, сите заеднички патуваат на Халкидик годинава, заедно со останатите вешти жени од Републикава.
Салата во ресторанот Принц вчера беше претесна да ги собере сите припаднички на понежниот пол кои сакаа да бидат дел од манифестацијата Вешта жена. Секоја година се бара карта повеќе, а овој пат освен верната публика која редовно присуствува на надпреварите, имаше и многу млади припаднички на понежниот пол. И годинава Маестро Бенд сите нив успеа да ги намами на заедничко оро. За Македонија. Вештата жена на Тетово заедно со вештите жени на другите градови во Македонија во мај во Лешок ќе ги одмерат готварските вештини и креативност на републичкото издание Вешта жена за 2015 година. И овој пат медиумски покровители на манифестацијата се радио и телевизија КИС.